Целта на протеста е поради неисплатени плати при донеси и многу други давачки спрема вработените, должности на работодавачот према вработените. Немаме плата семено од септември-октомври 2015. Имаме идено пред сите институции на понизок ранг инспекции. До сега немаат некој конкретен чекор преземено и затоа решивме да се вратиме до председателот на собранието, поднесовме барање и сега сме тука пред владата. Институциите да си ја завршат својата работа, што се очекува од нив. А за колку вкупно вработени треба да се исплатат плати и за колку месеци точно? Па има селективно исплаќање на плата до сега. Некои луѓе имаат земено за октомври 2015, некои немаат. И секој месец од тука навака, некои имаат земено, некои немаат. Сите вработени немаат земено за мај, јуни, јули. Тоа значи дека не се исплаќа платата на месечно ниво, така? Не. А последните плати ги исплаќаат и во кеш на рака. Придонесите за сите вработени не се платени од септември 2015. Има ли работодавачот некакво образложение до сега? Образложение како 10 години истото. Нема доволно пари, нема производство доволно. Тоа е образложение од една страна. Колку луѓе вкупно се засегнати од ова? 180. 180 вработени. Што би порачале на власта? Да си ја заврши својата работа што се очекува од нив. Према сите работени и работодавачи да исти закон важи за сите, а не за некого да важи, за некого да не важи. Праќаат извршители дома. Со кое лице праќаат државата извршители дома, да ни кажат? Кога 5 месеци плата се нема. 4 сметки од струја, 4 сметки од вода. Телефони, ваму таму, дали да се јаде, ние за леп немаме. А не да плаќаме извршители казни. Значи нас може да не затвори државата. Што не ги затворат јајдици таму, што не да платат толку време. Државата знае, УЈП знае убаво дека 8 месеци он работи бесправно. На кеш. Не дава придонеси ни кон владата, ни кон работниците. Здравствено осигурување нема година дена. Тоа не може така да работи. УЈП е корумпирана. Треба да се воведе ред во државата. Институција, таа институција за овие работи, за народот да работи, а не за некој поединец да се напуни джепот и да вика јас не сум ништо. Дадена на управување лјарница на борд на директори. Кои се тие директори? Како работат тие директори до сега? Све со криминал. Зашто тоа до сега не се открило? Бевме загубари, работевме, имавме пари, имавме екзистенција. Дојде они да не оправат, не оправија, не загушија. Украдо, све украдо. Плячка, рами. Дајте, нека преземе нешто оваа држава. Нека донесе некој ред. Иде по институции, седаме комума без глава. А доаѓаат извршители дома. Зошто не си платил? Ке ме затворат мене. Зашто да ме затворат? А 5 плати должен. Како преживувате со оглед на тоа што доцна платите? Па многу тешко како сега без давачки никако примање кога немаш, тоа е многу тешко. А давачки си иде, телевизија, струја, никој не те прашува дали имаш, дали немаш. За вода. Аз спомнам на вода и на работа 2 месеца вода плюс немаме. Станува збор за барања пред институциите, пред собранието на владата, од причина што се имаме обратено до органи кои што треба да постапуваат. Не сега, него веќе година и пол. Значи од тие причини, бидејќи луѓето немаат, работените немаат земено плати, да не речем од 2015 година 9 месец, не се плаќаат придонесите, не можат да извршуваат здравствени услуги и така натаму. Така да прашањето е комплицирано и од поодамна. Меѓутоа ние бараме системот во државата да функционира. Веќе во претходниот период затаил, очигледно е дека затаил, значи 2-3 години наназад, се давало некакви плати со скокање, немало придонеси и така натака. Меѓутоа државата и УЈП треба да се преземат сите мерки и
да бидат практично сите тие работи кои што биле незаконски стопирани на време, како би можеле работниците да се земат плата на време и да се плаќаат своите Предходно си имате пожалено до институциите, имате имаме погледано? поднесено до Управа за јавни приходи, до Министерство за финансии и финансова полиција, до Министерство за труд и социјална политика. И исто така се имаме обратено и повеќе од 200 дена немаме добиен одговор. Поради тоа бараме владава и собранието да си ги преземат потребните законски мерки за решавање и остварување на правата на работниците. Доколку не преземат ништо, што ќе преземете? Протестот останува, значи каква алтернатива, ќе се протестира се до остварување на правата, значи се до добивање на плати и она што им следува со платите, придонесите.